Грција во 1904 година започна борбата за Македонија, остварување на големата идеја за реставрација на Византиската империја со испраќање грчки андарски чети во Македонија. Оваа 1908 година е важна за Бугарија, бидејќи таа ја прогласува независноста од Отоманската империја. Кнезот Фердинанд е прогласен за цар. Во рамките на Отоманска империја во 1905 се случува атентат врз султанот Абдул Хамид II. Веста за големото македонско востание, кое се разви стихино, ги премина границите на балканските држави и најде одзив во душите и во свеста на народните маси во Европа, кои што акламираа довостанатиот народ и ги натераа владите да се замешаат во работите на Европска Турција. Начинот на кој се предизвика и беше изведено Илинденското востание ги фрли во забуна внатрешните дејци, кои во времето што престоеше требаше да ги консолидираат своите редови и повторно да застанат на здрави носи. Но империализмот на балканските држави ги создаде елементите кои ја убија самоувереноста на народот. Пропагандите ги урнаа мостовите на револуционерната идеја и заради масовното привлекување туѓи елементи во редовите на организацијата внесоа противречности и расцепи. Пропагандите го заврзаа востанието и го скинаа недозраниот плод на грандиозна епопеја. Во времето што доаѓа, Македонија ќе плати крвав данок од народните маси. Меѓутоа, крвта нема да остане залудна и грешките ќе послужат како поука за една добиена можност на народот и пред се за поколението што доаѓа, кој ќе застане во арената за борба за нов подвиг, за нов Илинден. Македонската револуционерна организација и покрај апсењата и убиствата на нејзини членови и раководители успеала за 10 годишното дејствување на целата територија на Македонија да создаде широка и стабилна мрежа на легални комитети, организации и вооружена сила. Меѓутоа, Илинденското востание ја променило оваа ситуација. Илинденското востание не ги постигнало посекуваните цели, не го променило статусот на Македонија во рамките на Отоманската империја. Мирштекските реформи, кои почнале да се применуваат дури во пролетта 1904 година, иако предвидувале реорганизација на османлиската жандармерија, на судството и на финансиите, не ја измениле суштински состојбата во Македонија. Организацијата доживеала длабоки внатрешни потреси. Дел од членовите на комитетите и штабовите, како и дел од војводите, најмногу од Битолскиот револуционерен округ, веднаш по задушувањето на востанието заминале во Бугарија со цел да разменат мислења за созадената положба по востанието и да изградат ставови за иднината на организацијата. Во поилинденскиот период македонската организација воопшто западна во една морална криза, која што би се последица се разбира на поразот во востанието. Од тука веднаш по востанието се отворија многу прашања, нови прашања, се отворија многу дилеми. Едните го поставуваа прашањето за одговорноста за сето она што се случило до тогаш, а другите гледале напред и барале начини и идеи како да функционира организацијата во иднина. Она што се случувало на теренот во Македонија, во внатрешноста била една од тие тешки ситуации за организацијата. Но може би исто толку тешка била и задачата на идеолозите на организацијата, членовите на Централниот комитет, револуционерните комитети, оние кои што во време на востанието при одлучувањето за востание и за време на востание имале голема улога во реализирањето на тоа востание, дека
нормално е, почувствувале дека треба нешто да се направи, треба да се разменат мислењето. Ваквите поделби се зголемија, нели, фракционерството, почнаа да се јавуваат натре сарафисти, после приврзаници на Христо Матов Татарчев. Или полека се формираше некој внатрешен врховизам во организација. Од друга страна пак, Даме Груев, Никола Карев и другите, значи македонски револуционери, кои што останеа приврзани на својот народ и своето дело, во секоја прилика настојува да се вратат во земјата и да ги координира акциите. Треба да се концепира нова програма, нов статут, нов правилник, да се прилагоди на промените кои настанале во Македонија после Илинданското востание, бидејќи дошле и мирстешките реформи, значи ситуацијата започнувала да се менува, требало да се определат нели, задачите и према тие реформи, и према настапувањето на соседните држави и према големите сили. Дел од раководителите на Битолскиот револуционерен округ останале во округот, меѓу востаниците и населението, за да го организираат надминувањето на последиците од востанието. Дел од раководните кадри уште пред востанието се наоѓале по затворите ширум империјата. Повеќемината од нив биле амнестирани во пролетта 1904 година. Поради нарушените меѓусебни односи во Централниот комитет во Солун, од извршување на својата функција се повлекол Петар Попарсов. Во април 1904 година преостанатите членови го распуштиле Централниот комитет и организацијата функционирала без своето врховно тело до октомври 1905 година. После Илинденското востание сите окрузи и нивните раководства почувствувале дека треба веднаш да започнат со разгледување на состојбите во нивните окрузи. Меѓутоа, и сите заедно почувствувале дека треба прво да се направи некој план, некоја агенда, што ќе се работи. Зад граничните представници во Софија, Христо Матов и Христо Татарчев, постепено ја губиле довербата кај раководните лица во окрузите и околиите. Различна била положбата на окружните и на околиските раководства. Некои од раководителите го носеле товарот на вината поради прифаќањето на одлуката за кревање на востанието без завршени подготовки, меѓу кои на прво место биле Борис Сарафов и Иван Гарванов. Раководителите и војводите од околиите на Битолскиот револуционерен округ Никола Карев, Никола Петров Русински, Христо Узунов и Петар Ацев, кои на Смилевскиот конгрес настојувале да ги убедат другите делегати дека организираноста во округот се уште не е созрена за кревање востание, по востанието го изразувале својот револт кон оние кои инсистирале да се прифати ваквото решение. Војводите и четниците од Серскиот и од Струмичкиот револуционерен округ, начело со Јане Сандански и Христо Чернопеев, како и нивните соработници групата Серски војводи, и понатаму биле преокупирани со борбата против врховистичките чети, кои продолжиле да влегуваат од територијата на кнежеството Бугарија во Источна Македонија, создавајќи поширока база и влијание. Во Солунскиот револуционерен округ се било подредено на надминување на последиците од апсењата и репресиите од османиските власти по солунските атентати на гемиджиите. Засилените вооружени дејства на грчките андарски чети се заканувале да предизвикаат крвави пресметки со четите на организацијата. Во Скопскиот револуционерен округ, каде што востанието не било масовно, немало ниту голема концентрација на раководители и војводи на Тмор, но сепак и тука задушувањето на Илинденското востание ги променило работите поради засиленото влегување на српски вооружени чети во северниот и во северозападниот дел на Македонија. Секој поединец во тие поствостанишки тешки денови за организацијата и за населението настојувал да го најде своето место во понатамошната дејност на Тморо.
Организацијата, освен што била преокупирана со собствена внатрешна реорганизација, била исправена и пред многу други одговорни задачи. Најмногу време и сили се трошеле околу прашањето за нејзина понатамошна организациона поставеност и функционирањето на нејзините тела, како и за тактиката на дејствување на вооружените сили. Дали ќе се задржи стариот начин на управување и раководење со организацијата, што значи строга централизација по вертикална линија одгоре надолу преку Централниот комитет и безпрекорно извршување на сите негови одлуки од сите подолни инстанци, или пак ќе се примени нов метод каде што иницијативите ќе доаѓаат оддолу од самата база, а Централниот комитет ќе биде крајниот извршен орган највисоко. Христо Матов и Димо Хаджидимов станале најекспонираните идеолози на двете спротивставени струи. Една од првите средби на кои биле поставени прашањата за иднината на организацијата било јануарското советување одржано во Софија во почетокот на 1904 година. Кај што се собрале од сите окрузи, иако тоа не било конгрес, не биле делегирани спрема статутот на организацијата, меѓутоа тоа биле раководители од сите револуционерни речиси окрузи, кои што во повеќе состаноци ја разгледале ситуацијата во Македонија, во организацијата, положбата на организацијата и што понатаму. Значи, тоа е тоа јануарско советување во Софија, каде што и после подолги дебати околу тоа кој има право, зошто востанието се кренало, под кои околности требало, зошто избрзано или неизбрзано, кои се сега задачите кои престојат, и во една таква атмосфера, дебата, бил донесен првиот документ, може да се рече, кој важел за целата организација, тоа е директивата за едното уредување на организацијата. Приврзаниците на гледиштето за задржување на предвостаничкото централистичко уредување на организацијата постепено се групирале околу двајцата задгранични представници Христо Матов и доктор Христо Татарчев. Наспроти оваа група застанале Димо Хаджидимов, Јане Сандански, Димитар Стефанов, кои се залагале за реформирање на организацијата со примена на федеративниот принцип во уредувањето и функционирањето. На советувањето била донесена директива за идната дејност на организацијата, која имала карактер на програмски документ. Целта на организацијата си останувала и понатаму иста – автономија на Македонија. Во незините редови и понатаму требало да се привлекува целокупното население, сите незадоволни елементи, независно од народноста и од верската припадност. Во однос на независноста на организацијата и против мешањето на туѓи фактори, во директивата стои јасната одредба да не се лаже народот дека Бугарија или некоја друга држава ќе дојде да го ослободи, но да се учи да се подпира на своите робски, но организирани сили. И што е најважно, и понатаму се останувала целта автономија на Македонија. Значи, за она за што се боревме пред востанието, продолжуваме, ама сега треба да ги прилагодиме сите тие задачи на ново настанатата ситуација, и таа директива распратена по окрузите веќе била една насока како да се организираат тие дебати, тие размени на мислења по окрузите, за да се дојде повторно, значи средбата во Софија, директивата значела дискутирајте, па пак да се најдеме на еден општ конгрес. Значи, тој документ упатувал да се разгледа ситуацијата, да се сите овие прашања кои биле отворени и повторно да се најдеме заедно за да донесеме една програма која одговара устав, правилник на ново настанатата ситуација. По ова прво пошироко советување и по донесувањето на директивата, секој од окрузите на свој начин се обидувал да ги консолидира редовите на организацијата и да се подготви за учество на Општиот конгрес на Тморо. Во текот на 1904 и 1905 година сите окрузи одржале
окружни конгреси. На 16 април 1904 година на планината Огражден бил одржан конгресот на Струмичкиот револуционерен округ. Во Струмичкиот револуционерен округ и на конгресот кој бил одржан, со оглед на тоа што тие некако повеќе инклиниране кон левицата и кон соработка со Серскиот револуционерен округ, а веќе идеолог на таа лева струја, кај што повеќе имале влијание и социјалистите, Димо Хаџидимов се залагал за децентрализација, дури и федеративно однесување или организирање на окрузите во рамките на организацијата. Била изречена остра критика за задграничните представници Христо Матов и доктор Христо Татарчев заради непридржувањето на принципите на ТМОРО. Делегатите на Конгресот ги предлагале Димитар Стефанов и Пере Тошев за едни задгранични представници. За делегати на Општиот конгрес биле избрани Христо Чернопеев, Стоју Хаджиев, Иван Илиев Ајдински и Мануш Турновски. За окружен војвода бил избран Христо Чернопеев. Набрзо по Струмичкиот конгрес е одржан Прилепскиот подвижен конгрес, тоа е конгрес на Битолскиот револуционерен округ. Подвижен е наречен затоа што најголем дел од заседанијата се одржуваат по различни села, луѓето што учествуваат на конгресот се движат од село во село од превентивни причини, за да не бидат откриени од страна на властите. За председател на конгресот бил избран Даме Груев, а за секретар Христо Узунов. Луѓе со голем капитал, морален капитал во организацијата, и на овој конгрес повторно доаѓа до израз овие тенденции за идното управување на организацијата. При тоа Дамјан Груев се залага за задржување на стариот централистички принцип, додека Пере Тошев и Ѓорче Петров со мнозинството делегати се залагат за уведување на широка децентрализација во организацијата. За време на овој конгрес се изработени два предлог правилници за организацијата, од кои што едниот е од Пере Тошев и тој е за целосна децентрализација, а вториот предлог е од Даме Груев, но преработен со известна поддршка на Ѓорче Петров, и тој е некој вид попуштање од онаа строга децентрализација за која што се залагал Груев, значи еден вид на компромис се обидел да направи тој. Двата документи се распратени понатаму до другите окрузи во Македонија на разгледување и да се изјаснат останатите окрузи по нив, па потоа дури да се оди на еден општ заеднички конгрес на ниво на целата организација. За делегати на Општиот конгрес биле избрани Даме Груев, Пере Тошев, Георги Попхристов, Ѓорче Петров и Павел Христов. Скопскиот револуционерен конгрес се одржал во близината на селото Кнешево, Кратовско. На него присуствувале 20 на делегати од сите околии на округот, а со нив пристигнале и повеќе чети, при што во околните села се собрале околу 250 четници. Подготовките за конгресот биле направени под раководство на околискиот војвода Атанас Бабата. Си разгледувал специфичностите во округот, но и тој се ги дискутирал истите прашања околу централизација, децентрализација, докаде да оди ингеренцијата на Централниот комитет, борба против српската пропаганда е понатаму доследна, но тука имало влијание и одредени личности кои повеќе инклинирале кон централистичкото и кон она што значи подоцна делење на таа условно речено десница. За председател на Скопскиот окружен комитет бил предложен Даме Груев, кој не бил присутен на самиот конгрес, а за представник во задграничното представништво бил предложен Иван Гарванов. За делегати на Општиот конгрес биле избрани Даме Груев, Мише Развигоров и доктор Петар Кушев. Во Солунскиот револуционерен округ биле одржани два конгреса. Првиот во јуни 1905, а вториот од 10 до 13 август 1905 година. Биле усвоени решенија за идната дејност на организацијата, во кој дошла до израз високата свест за посебноста на македонските интереси и за самостојноста на организацијата.
тие се многу јасно изнесени во изградените ставови во однос на дистанцирањето на организацијата од екзархијата како црковна организација која има други цели и задачи. Потребата, општинските и училишните одбори да бидат избирани од народот и да работат за народот, како и потребата од воведување задолжително основно образование за сите деца. Неопходноста од водење постојана борба против туѓите вооружени пропаганди, српската, грчката, бугарската, и идејата организацијата да ги направи потребните постапки за запознавање на Европа со вистината за состојбите во Македонија, како и издавање гласило за полесно информирање и воспитување на членството. На овој конгрес биле поинаку оценети реформите на големите сили во Македонија и можноста постепено преку нив да се реализира автономијата на Македонија. На овој конгрес е нагласена потребата внатрешната организација да ги опфати и градовите, односно движечка сила на македонската револуција, да станат македонските граѓански слоеви, а четите да не бидат само средство за поттикнување бунтови кои водат до предвремени и неуспешни востанија, туку да го воспитуваат населението за една поосмислена, масовна, револуционерна борба. И во Серскиот револуционерен округ биле одржани два конгреса. Првиот на 1 јули, познат како Вонеден, а редовниот започнал на 29 јуни 1905 година и траел една недела. Тој бил одржан на планината Пирин. На конгресот присуствувале 34 делегати, меѓу кои биле Јане Сандански, Стојо Хаджиев, Ѓорѓи Скрижовски, Тодор Попантов, Лазар Томов и други истакнати дејци од Серско. Во овој револуционерен округ, раководните сили се изјасниле за промена на тотогашното централистичко уредување на ТМОРО и за прифаќање на принципот на децентрализација и демократизација на изборноста и одлучувањето. На конгресот биле разгледувани и аграрното прашање, прашањето на образованието, како и борбата против навлегувањето туѓи вооружени чети во Македонија. За делегати на Општиот конгрес биле избрани Јане Сандански, Лазар Томов и Тодор Попантов. Димо Хаджидимов бил идеологот на реформистичко федеративната струја. Хаджидимов во неговата статија насловена «Внатрешна организација», објавена во јуни 1905 година во органот на ТМОРО, револуционерен лист, ја образложил програмата, целите и задачите на таа струја, речиси истовремено со одржувањето на Серскиот окружен конгрес. Конечно, во октомври 1905 година доаѓа до одржување на еден општ конгрес на организацијата, познат во историјата како Рилски конгрес, со оглед на тоа што се одржал во просториите на Рилскиот манастир. Конгресот е одржан таму од повеќе причини. Најпрви, на таа територија можеле да се действуваат безбедни делегатите. Меѓутоа, кога веќе го спомнавме тоа прашање, треба да потенцираме дека еден дел од делегатите на Конгресот, предводени од серчани, начело со Јане Сандански, инсистирале и барале Конгресот да се одржи на територијата на Македонија, за да се потврта самостојниот, независниот карактер на организацијата. Сите се надевале дека тој конгрес ќе донесе излез од таа ситуација, од таа поделеност, од ова преокупирање само со состојбите во окрузите, дека ќе се направи напори да се излезе од ситуацијата со задржување на целовитоста на организацијата, со поголема ингеренција на окрузите, но и со еден консензус за едно раководно тело. За председател бил избран Дамјан Груев, а за секретари Илија Балтов и Аргир Манасиев. Во Рилскиот манастир, раководителите на организацијата, војводскиот и комитскиот кадар, дискутирале на многу теми и прашања. И се она што било дискутирано на окружните комитети било опстојно разгледано, во функција на донесување на нов статут и правилник на организацијата, односно устав и правилник на организацијата. Жестока била дебатата
околу иднината на организацијата, поточно незиното уредување и управување. Во сите овие разговори на виделина излегле две фракции. Првата била конзервативната, чиј најекспониран идеолог бил Христо Матов, поддржуван од група истомисленици, кои голема поддршка нашле во бугарскиот врховизам. Профилирањето на другата струја е многу така подискутабилно, бидејќи еден од тие македонски дејци од првиот период, идеолози на организацијата Христо Матов се јавува сега веќе како носител на идеи кои што не се во секој пат доследни на оваа внатрешна ориентација и на реорганизација на Македонската револуционерна организација да продолжи без поддршка од надвор. Значи, Христо Матов постепенно еволуира, иако како надворешен член на надворешното представништво во еден период требало да ја брани, нели, внатрешноста и борба против врховизмот и така натаму. Значи, тука е она покарактеристично. Значи, тој почнал да прифаќа и одредена соработка и поддршка на одредени политички фактори во Бугарија, на екзархијата, имал подруг однос кон екзархијата, кон одбрана на нејзините позиции во Македонија. Христо Матов и доктор Христо Татарчев поради нивната ориентација не биле предложени за делегати на Општиот конгрес, но нивните гледишта ги изнесувале и бранеле делегатите кои биле нивни приврзаници. Матовистите инсистирале да не се напушта централистичкиот принцип во уредувањето на организацијата, како и да се применуваат револуционерни, односно терористички методи на борба, инсистирајќи на помош од Бугарија. Другата струја била предводена од раководните дејци на Серскиот и на Струмичкиот округ, начело со Јане Сандански. Тие барале да се напушти принципот на централизација и да се ограничи евентуалното авторитарно раководење со организацијата и да се даде можност на окружните раководства да одлучуваат преку делегирани представници по едно заедничко раководно тело. Една од најважните карактеристики на групата околу Сандански била упорноста со која се изјаснувале раководителите против врховизмот и странските пропаганди во Македонија. Се издиференцирале две групации. Едната е за зачувување на стариот централистички принцип, таа е предводена од Дамјан Груев, има поддршка само од неколку делегати и е во малцинство, не може да се наметне. Другата групација е за воведување на широка децентрализација и околу таа идеја најгласни се Серчани, начело со Јане Сандански, меѓутоа, како најголем практичар во тој поглед, човек кој што ги пишува сите нови акти и правила е Пере Тошев, кој што доаѓа од Битолскиот револуционерен округ. Оваа идеја е поддржана и од Ѓорче Петров и тој застанува за демократскиот принцип, така што на Конгресот е прифатена одлуката, значи организацијата во иднина да функционира на сосема поинаков начин, за разлика од дотогашниот, се спроведува целосна децентрализација од највисоко до најниско ниво, што значи иницијативите ќе поаѓаат оддолу, а ќе завршуваат горе кај Централниот комитет. Било разгледувано прашањето околу туѓите вооружени пропаганди во Македонија, како и односот кон таквите групи и струи. На крајот од Конгресот посебен акцент бил ставен и на идната литература и печат, која што би значила едукација на македонското население и негово национално освестување. Но останува неповиден фактот дека најмногу време било потрошено на спротивставените идеи и концепции за идното уредување на внатрешната организација. Бил усвоен и нов устав и правилник на организацијата. При тоа било променето името на организацијата, томоро била преименувана во Внатрешна Македоно-Одринска револуционерна организација или ВМОРО. Уставот усвоен на Рилскиот конгрес многу децидно ги определува целта и самостојноста на организацијата и средствата за нивно постигнување, нагласувајќи дека Внатрешната Македонско-Одринска револуционерна организација има цел да ги сплоти во една целина сите незадоволни елементи во Македонија и Одринско, без разлика на народноста,
заради извојување целосна политичка автономија на тие две области. Сепак, во изборот на телото е постигнат компромис меѓу двете струи. Во новиот Централен комитет на ВМОРО биле избрани Даме Груев, Пере Тошев и Тодор Попантов, а за задгранични представници биле избрани Петар Попарсов, Ѓорче Петров и Димитар Стефанов. За редактор на весникот Револуционерен лист бил избран Димо Хаджидимов. Обширниот правилник, донесен врз основа на Уставот, содржал 216 членови, распоредени во 16 глави. Конгресот ги осудил странските пропаганди и дејноста на врховистите, а од генералот Иван Цончев било побарано да го распушти Врховниот комитет. За Мирц Штекските реформи било оценето дека се недоволни и дека нема да доведат до автономија на Македонија. Посебно било критикувано однесувањето на Борис Сарафов во време на Илинденското востание, кој со земањето парична и друга помош од надвор, како и со неговите односи со некои бугарски фактори нанел штета на организацијата. А особено, како греф му било земено, неговото последно контактирање со српските владеачки кругови, со српската влада, од каде што зел и пари, и дури го дал клучот за влез на српски татарски чети во Македонија. Од друга страна пак самиот Сарафов во претходниот период успеал да изнајде начини да се поврзе со луѓе кои што може да ја спасат неговата чест, па во таа смисла тој се подпира на Ѓорче Петров и ја поддржува Сарафов, застанува зад приказната, односно за идејата за децентрализација на организацијата, бидејќи знае дека мнозинството делегати ќе се определи така, па тоа е исплатлива варијанта за него. И на крајот најголемиот обвинител на Сарафов, во случајот Јане Сандански, излегол со еден предлог кој што рече си ги избунил сите, да се прогласи општа амнестија на сите што извршиле било каков престап во организацијата до почетокот на Конгресот. Буквално сите биле збунети, зашто Сандански предложил таква мерка за Сарафов, кога знаеле дека самиот е најголем негов обвинител. На крајот одговорот го нашле и се наоѓа токму во дипломатските манери на Ѓорче Петров, кој што всушност бил и главен ментор на Конгресот и успел да излобира помеѓу сите, да дојде до помирување во интерес на организацијата, да дојде до едно општо помирување, да не се отворат такви прашања и на крајот излезот од ова прашање кој што можело да повлече многу други прашања по себе, е најде во една таква компромисна формула, која што вели дека се остават од разгледување сите такви престапи, но имаме и дополнително вградување на нова одредба таму, која што вели дека доколку тие се повторат во еднина, тогаш може да бидат реактивирани и старите обвиненија. Рилскиот општ конгрес бил последен на кој се постигнало известно единство и компромис во редовите на организацијата. Значи, од тој општ конгрес излегле со заеднички документи, со заеднички решенија, тоа е карактеристично. Значи, нов устав, промена на името на организацијата од внатрешна македонска револуционерна организација, нели, односно внатрешна македоно-одринска организација од тајна македоно-одринска ТМОРО во внатрешна македонско-одринска револуционерна организација ВМОРО. И со единствен устав и со единствен правилник, во кој биле поместени сите определби на тие кои што ја застапувале децентрализацијата во државата и продолжување на одбрана на внатрешниот карактер на организацијата. Меѓутоа, компромисот и договорот меѓу двете крила не значеле и дефинитивен крај на нивните спротивставени гледишта. Сите заминале од Рилскиот конгрес со надеж дека се ќе оди според решенијата и донесениот устав и правилник на организацијата. Но по се изгледа само на хартија бил договорот со оглед на тоа што многу биле присутни разногласијата. Се наметнува прашањето колку сето тоа што е предвидено во правилникот може да се примени на теренот во услови на една илегална организација.
Во секој случај, сите акти од Рилскиот конгрес придонеле да се изгладат привремено сите навидом нерешени прашања, меѓутоа, веднаш по конгресот се покажало дека организацијата тешко може да функционира. По однос на тоа дали Серчани имаат право, дали Матов претерува во неговите свртувања кон одредени бугарски фактори и бугарската влада и екзархија. Следбеници на тие определби останале и доктор Христо Татарчев, Иван Гарванов, Борис Сарафов, а самиот Христо Матов во своите оставени писмени белешки го посочува и Тодор Александров како револуционер во кого уште тогаш имал голема доверба како мощен способен организатор. Матов промовирал една карактеристична определба за средствата и методите на борба на организацијата против грчката пропаганда во Македонија, предлагајќи исти такви жестокости против грчките села и градови, како што применувале грчките андарти, а во таа борба да се инволвира и македонската емиграција во Бугарија, дури и бугарската влада. Бидејќи секој и понатаму инсистирал и работел на теренот да добие што повеќе приврзаници на територијата на Македонија, за да може да обезбеди делегати за идниот конгрес, за да изврши преврат на состојбите во самата организација. Во тој контекст, значи, настанува ново групирање, нови поделби и иако навидум беа изгладени и закопани сите стари недоразбирања, всушност секој почна и продолжи да работи на своја глава и во прилог на својата фракција во организацијата. И меѓу себе се почнале полемики и напаѓање со тоа што Христо Матов и неговите приврзаници, а меѓу нив веќе били Татарчев, еден од основачите, дека претерале Јане Сандански и неговите соработници во прифаќањето на интернационализмот, на федерализмот, на еволуционизмот, дека еве тие веќе ја губат врската со старата централистичка организација. На тој начин, во 1906 година, нема да има ниту елементарни услови за возобновување на она декларирано единство на Рилскиот конгрес. Тоа е најтешкиот период на организацијата. Болно разидување, растурање на една организација. Додека се одвивале овие натамошни делби и процеси на неспроведување на донесените документи на Рилскиот конгрес, на 23 декември 1906 година загинал членот на Централниот комитет Даме Груев. Веднаш потоа, значи по неговата смрт, веќе се закажани советувањата за идниот општ конгрес на организацијата и на оние предходни советувања во Софија, прелиминарни советувања на кои што требало да се изврши подготовка и договор за текот на конгресот, ќе дојде до пробивање на конгресот. Всушност, оние делегати кои што најдолго време отсуствувале од Македонија и според важечкиот устав и правилник немале веќе право да имаат легитимен статус на делегати, работеле на секој начин да се пробие конгресот со цел да се покаже дека другата група е виновна за растурањето на конгресот. Па така, значи, кон крајот на 1906 обидот за одржување на конгрес всушност пропаднал, а со тоа слободно може да се каже дека од тој момент Македонската револуционерна организација за прв пат престанала да функционира како единствена монолитна организација. Во текот на ноември 1907 година, раководството на Серскиот револуционерен округ на чело со Јане Сандански, иако без потврда од Општиот конгрес, донесло одлука да биде извршена смртната пресуда над Иван Гарванов, Борис Сарафов и Михаил Даев. Убиството на Сарафов и Гарванов го извршил серскиот војвода Тодор Паница на 28 ноември 1907 година. Меѓусебните писмени и устни полемики станале поинтензивни. Нападите на струјата на чело со Матов најмногу биле упатувани кон Јане Сандански, но и кон неговите следбеници. Како завршна етапа од ова е свикувањето на Кјустендилскиот конгрес во почетокот на 1908 година,
од страна на приврзаниците на Христо Матов. Конгресот бил одржан во селото Жабокрт, Ќустендилско, од 5 до 15 март 1908 година. Не биле поканети представници од Серскиот револуционерен округ, односно реформистичко федеративната струја на чело со Јане Самнански, поради заострените односи околу убиството на Сарафов и на Гарбанов. Не присуствувале делегати од Струмичкиот револуционерен округ, бидејќи веќе бил притворен Христо Чернопеев поради обвинување дека инволвиран во убиството на Сарафов и Гарванов, и на тој начин два од окрузите воопшто немаат делегати. Конгресот донел резолуција за исклучување од организацијата на 5 членови на раководното тело на Серскиот револуционерен округ на чело со Јане Самнански. Не биле поканети да поднесат отчет ниту членовите на Централниот комитет Пере Тошев и Тодор Поп Антов, ниту членовите на задграничното представништво Петар Копарсов и Ѓорче Петров. За учесниците на Конгресот тој бил општ и легитимен, а за оние кои пак немале своји представници на него, како и за дел од револуционерите од другите окрузи, Ќустендилскиот конгрес не бил легитимен. Тој конгрес фактички е делумен конгрес на оние сили кои што го свикале, но без учество на делегати од Струмичкиот и Серскиот револуционерен округ. И фактички тоа е пред Младотурската револуција. Тоа е и крајот на оно што некогаш беше Македонската револуционерна организација. И сето она што ќе се случува во престојниот период, разните обиди за нејзино обновување, всушност е борба за наследството на оваа организација, борба за името, борба за моралниот капитал кој што таа го создала и влијанието кој што го имало врз македонското население. Ќустендилскиот конгрес ставил крај на организационата целовитост на ВМОРО. Дотогаш струите биле внатре во организацијата. По овој конгрес тие дејствувале одделно и двете докажувајќи дека се идејно поврзани со дотогашната МОРО и дека едната, односно другата, е вистински продолжувач на идеите од првите години од нејзиното постоење.